Добри Захарije Даскалов 1882-1912. Добри Даскалов е сила од човек, лично го познавам. Од него се плашеше и Цариград и Софија, Абдул Хамид и Фердинанд. Добри е Сандански за тиквешијата, добри е тиквешкиот Питу Гули и Никола Карев едновремено. Зборови на Коста Дабижа, крушевски војвода од времето на Илинденското востание. Маките да ми ги напишите озгора на гробот мој. Добри Даскалов е роден на 13 ноември 1882 година во Кавадарци, како последно дете на Марија и Захарија Даскалови. Татко му, како протестантски свештеник, располагал со богата библиотека, што му возможило уште од најрани години да дојде во допир со пишаниот збор. Основно образование завршил во родното место, а потоа своето образование го продолжил на Екзархиската гимназија во Солун. По завршувањето на Солунската гимназија се запишал во Железарското училиште во Самоков, Бугарија и како одличен ученик ги завршил 4-те класа. Токму додека престојува во Самоков, Бугарија, започнува неговата револуционерна дејност. Тука се сретнува со видни македонски револуционери и станува член на револуционерниот кружок, основан од Гоце Делчев и Михаел Герџиков. По завршувањето на образованието се активира во револуционерното движење на македонскиот народ. Во 1901 година се вклучува и станува член на четата на Јане Сандански. Зема непосредно учество во грбнувањето на американската протестантска мисионерка мис Елен Стон, со која фамилијата Даскалови како протестантско семејство имале добри пријателски односи. В 1902 година преминува во четата на струмичкиот војвода Христо Чернопеев, но по извесно време е уапсен од турските власти. Ослободен е по одлежани 6 месеци строг затвор. Истата година се сретнува со Гоце Делчев во Софија. По оваа средба уште повеќе е потврдена неговата непоколебливост и цврст став кон македонското револуционерно дело. Во периодот на Илинденското востание 1903 година, како тиквешки војвода со својата чета води борба против турскиот аскер низ тиквешијата и надвор од неа. В 1904 година е учесник на Прилепскиот подвижен конгрес на Тморо. 1905 година е учесник на Солунскиот конгрес на Тморо. 1905 година заедно со Тодор Поп Антов од тиквешијата учествуваат на Рилскиот конгрес. Добри Даскалов учествува како делегат од Солунскиот револуционерен округ.
Тодор Поп Антов е избран како член на Централниот комитет на Рилскиот конгрес. Во 1909 година Добри Даскалов учествува на основачкиот конгрес на Народната федеративна партија во Солун. Избран е за член на извршниот одбор на партијата. Меѓутоа, само една година по основачкиот конгрес, младотурскиот режим ја забранува работата на Народната федеративна партија. Твоите предлози се навистина примамливи, но ние нив нема да ги прифаниме. Со исти предлози ќе се јават и грците и србите. На тој начин ќе ја разделиме Македонија на 3 дела. Ние сме против поделбата и се залагаме за принципот Македонија на македонците. Со овие зборови Добри Даскалов истапи против подкупливите предлози на врховистичкиот представник на средбата во Дапниште. Отворено осудувајќи го врховизмот, паднал како жртва на врховистичкиот терор. Убиен е на подмолен начин на 20 јуни 1912 година од зад грб пред неговата родна куќа, додека во рацете ја држал неговата единствена рожба, ќерката Невенче. Заедно со војводата паднала и неговата ќерка Невенче, која умрела по 2 недели од силен потрес на мозокот како втора жртва на атентатот. Нашата борба е борба на целиот наш народ. Таа ја расчистува темнината и носи светол ден, слободата. Народот се бори за својата слобода, што ја сонува со векови. Животот и делото на војводата Добри Даскалов, неговата револуционерна личност и дејност ќе остават длабоки траги во сеќавањето на народот во нашиот крај и зазема значајно место во историјата на македонскиот народ.